нажалост војната во Палестина, каде што гинат деца и колку е тоа надвор од наша контрола и не ни прва ни последна војна од ваков вид. И далеко од тоа дека може да солидаризираме со таа ситуација таму, тоа што хорор што се случува е во многу големи размери, тоа е во рацете на веле сили. Затоа што театарот има задача да удира шамар за сето тоа лошо што го имаме во себе, да бидеме свесни за тоа и да го контролираме и да не дозволуваме да совладува со нас. И може би тоа нешто ќе смени кај некој од публиката и затоа се решив тоа да го ставам. Македонската режисерка Сибела Абдију уште еднаш ја плени публиката со нејзината најнова представа Сакат во изведба на Турски театар Скопје. Да ја потсетиме публиката што се случува таму. Затоа што ни се појавуваат вести околу таа тема постојано, ама сите ние го скроламе тоа, не сакаме више да гледаме, а тука во театар нема каде да се скрола тоа, не може да се бега од тој момент и можеби некој некаде ќе придонесе на некој начин да се помогне на тие луѓе што страдаат таму, дали финансиски, дали со молитви. Со нарација која длабоко резонира, Абдију интегрира емотивна сцена која се осврнува на тековната состојба во Газа, мотивирајќи ја публиката да се соочи и да размислува за светските ужаси низ уметничка призма. Ние можеме да пробаме да ја подигнеме свеста, меѓутоа колку ќе бидеме успешни, не знам. Треба да бидеме реални колку можеме ние како уметници да придонесеме и мислам дека мал е импактот, ама дури секогаш го кажувам тоа, во било која представа на 5 особи од публиката да им го смениме мислењето, пак е успех. Во свет каде што гласовите често не се слушаат, театарот стои како светилник, потсетувајќи не дека моќта на интерпретацијата може да го преобликува општеството на подобро.